Секој четврти ученик во источниот регион има проблеми со деформитети, покажуваат последните податоци на јавното здравство. Од вкупно 8527 прегледани ученици во регионот, дури 23%, односно околу 2000 деца, имаат телесен проблем. Најизразени кај основците и средношколците се лошото држење на телото, деформитетите на рабетниот столб, градниот кош и стапалата. Пред компјутерите најголем дел од децата седат во саати и средношколците и тоа доведува до лабавост на мускулатурата на цело тело. Она поранешно одење боси по нерамен терен, играње надвор, разни детски игри, сега е се поретко и поретко, а се почести се деформитетите кај младата популација. Посебно алармантна ситуацијата е кај средношколците во регионот. Лани деформитети на стапалото имале речиси 16% од нив, што е за 28% повеќе во споредба со лани. Лошо држење на телото е откриено кај 22% од средношколците, што е за 19% повеќе од претходната година. Што доколку тие не се лекуваат на време. Сколиозата или скривувањето на рабетниот столб, ако не се лекува на време, во понатамошна возраст, многу порано доведува до старење на самиот рабетен столб и до болки, шијалги и дископатии, значи порано се јавуваат кај лица со деформитети. Исто така стапалата, рамните стапала, ако на време не се проба да се излекуваат, доведуваат до пореметување во статиката на целото тело. Освен медицинскиот третман за отстранување на деформитетите, клучна е физичката активност, особено корективната гимнастика. Тие дечиња кои што имат пројавен трк на деформација, работат посебен тип на вежба. Значи, корективната гимнастика е фактички вежба за исправување на одредена деформација со пат на телесни вежби, а тука сме ние нели педагозите по физичко воспитување или кинезиолозите за спроведување на одредена програмска содржина која што ќе допринесе за правилен раст и развој во подоцнешни и исправање на целата деформација. Токму поради ова, грижата за здравјето на телото почнува од мали нозе. За здрави деца, компјутерите треба да се заменат со вежбање и спорт.